Дали како вие сте дискриминирани? Затоа што ги добивате законите двојазични и на македонски и на албански, тоа го сметате за дискриминација? Секако дека тоа дискриминација го кршти и уставот и законот. Според уставот и според законот за јазици, сега пуштиме да завршам. Според уставот и според законот дури и законот за јазици кој што е нелегален закон, ама еве. Имате две можности у собранието. Тоа е да ги добиете законите чисто на македонски и ако сте припадник на малцинство повеќе од 20%, да ги добиете на македонски и на тој јазик. Значи имате двојазично за пратениците албанци практично и за сите останати, не само за македонците. И пратениците турци не го говорат албанскиот јазик, и пратениците срби не го говорат албанскиот, и пратениците власти и така натаму. Значи имате македонски и двојазично. Би требало, не знам колку се пратениците албанци во собрание, 20, 25%, 30%, они би требало да ги добијат двојазично, додека сите ние би требало на македонски. Ние не добиваме на македонски. Ние добиваме двојазично, само двојазично, каде што моето име пак ќе кажеме преведувано, каде што вчера видовме дека имаше и грешки со погрешни имиња и се. Јас треба да ставам и подпис на документи кои што едната страна не ни разбирам, значи не знам ни што, не знам ни колку е тоа добро преведено. Пратеник албанец да, значи он убаво ќе прочита, ќе види дали тој документ одговара, дали ќе стави подпис, ама ја не знам. Значи не може така брешење под со Уставот на Република Македонија да биде, што ви смета на вас? Значи не е ова пазар. Или има устав, или нема устав. Така? Може ли пратеник албанец што не знае македонски да биде дискриминиран во овој случај? Па не може затоа што добива двојазично. Што значи добива и на албански. Дури и да не знае македонски, добива двојазично, може на комисија да се обрати на албански, може на пленарна да се обрати на албански. Кај е тука проблемот? А и вие добивате и на македонски, нели? Не, ја добивам двојазично. Не добивам ништо на македонски веќе.